Поздрав до сите вас пред малите екрани и добре дојдовте. Ова е новата епизода на Fair Play. Тоа значи дека кога вие сте на телевизија Телма во недела попладне, време е за избор на нови спортски теми. Овој пат некако би рекла не беше многу тешко да одбереме која ќе биде нашата тема, заради тоа што имаме еден убав успех кога е во прашање училишниот спорт. Пред точно една недела во Бахрейн се одржа светската гимназијада, каде Македонија представува средношколци во машка и женска конкуренција во неколку спортови, меѓутоа најголемиот успех го постигна тимот на машки кошаркари во конкуренција 3-на-3 баскет и затоа мислам дека и повеќе од заслужено денеска ќе ги пречекаме во нашето студио. Предводени се од еден од нашите најдобри професори кога е во прашање физичко образование, а тие сите тројца имаат статус на македонски репрезентативци. Fair Play почнува сега. Како од сите гимназијаци од цел свет кои што се надпреваруваа во Бахрейн, баш тимот на Македонија успеа да биде 4-то место. Зошто не бевме трето, второ или прво? Се тоа ќе да знаеме во продолжение. Верувам дека имаат добри впечатоци, а ние се разбира имаме причина да бидеме горди заради тоа што во последно време, во последните години, нашите средношколци постигнуваат добри резултати и некако на одличен начин ја представуваат Македонија на сите овие меѓународни надпреварувања. Време е да им посакам добре ден на гостите во студио. Одиме поред хиерархиски прво професорот Венци Рангелов од Средното училиште Никола Карев. Добре дојдовте. Добре. Верувам тие што сакаат спорт ве знаат многу добро и малку повозрастните, а и децата. И со нас се тројца репрезентативци, сите ученици во различни училишта. Значи одиме поред Сергеј Младеновски, Бојан Димитриев, Стефан Стојковиќ. Здраво дечки, добре дојдовте. Добро најдовме. Ви честитам за успехот што го постигнавте. Горди сме на вистина. Веднаш ќе одам со тоа прашање зошто каде тоа не успеавме да имаме медал или да бидеме во топ 3. Некако судено ни е 4-то место. Што ќе каже професорот прво, ајде? Јас да објаснам прво, значи имаше 37 екипи, 2 групи по 8 и 3 групи по 7. Ние бевме во група со 8 екипи. Игравме, надпреварите беа одржани во 4 дена. Првиот и вториот ден игравме по 2 надпревари, третиот 3, четвртиот 4. И што е најважно, овие деца играа 11 надпревари без измена. Само тие тројца беа. Само Четврти играч нема. беа, да. Четврти е единствена екипа што играше без измена. Си играше на температура од преку 30 степени надвор. Така да тоа е единствената причина, не што не освоевме медал, него што не бевме први. Да, ама многу добра работа е што вие всушност тргнавте таму за да бидете први. Као не отидовме да учествуваме, така беше? Да, уште кога тргнавме на аеродром, тројцата, мислам, четворица со сестра на аерод, бевме со цел да освоиме, ама сега не успеа, ама добар успехот и четврто Да, и место. останува како добар пример, таман тие кои што ќе бидат помали од вас да имаат што да следат и што да надминат. Зашто бевте тројца сега тоа да објасниме? Јас прво мислев, само да кажам за гледачите, дека сите се ученици од Карев, тргнувајќи од менторот, професорот, но тоа не е точно. Тука немаме ученик од Карев, зошто? Па, ученикот од Карев не собра. Мислам, сите сме дел од репрезентација до 18 години што игравме летова. Да. И Коста пред неколку години го освоја државното првенство со Карев и Карев се представници. И Коста као представник од Карев не собра нас, бидејќи другите беа 2005 и нема право да учествуваат, и не собра нас со цел да освоиме. Ама Коста потпиша во Република Српска и го кеа Да. и останавме само ние. И не можеше да дојде. Не можеше да дојде.
Што тоа значи да објасниме за гледачите кога го нема тој, кога недостасува четврт играч, затоа што на теренот може се нешто да се случи и што тоа за вас значеше, што немате измена? Па пример, ако некој се повреди или нешто тако, нема пауза, мора така да играш. Аха, се без свитка пауза. нога, Да. продолжуваш да трчаш. Пример, ако ти се одврзи патиката, мора да ја направиш измена за да ја врзиш, а онака ние без измена и трчај само така. Добро, значи херојски пак повторуваме. И Да. сега, предпоставувам се знаете, окей, кошаркарската сцена е таа, професорот ги следи сите тие случувања, меѓутоа предпоставувам дека ова ви беше прв собир каде имавте подобра прилика да се запознаете, да направите некој компактен тим на страна репрезентацијата. Какви ученици, какви личности ќе оцените дека овој пат имавте во тимот, не само кошаркари? Прво да ви кажам, баскет 3x3 е сосема различен спорт од кошарката. Освен Така. кошот, другото е све различно. И покрај тоа нешто играле заедно во репрезентација, сосема подруго е играта нели во баскет и неколку пати се собравме, гледавме клипчиња, шо како да играме. Мислам они да играат, како да подобро еве да се спремиме. Имав малце проблем пошто тренираат по 2 пати на ден децава. Еднашка не знам кога беше, у 9 навечер се собравме у За Карев. тренинг, да. Да, и тоа со еве кај вас беа Тино и Максим, тие се ученици од Карев. Да. Па заедно со нив еден тренинг направивме, пред идат они во Америка, ние вамо. Добро, И тоа е супер. така, малце ни беше ограничен просторот за тренирање, поради тоа што ни тренираат ете по 2 пати на ден. Но сепак мислам дека се направи некоја добро размислување како што треба да играат. Некоја хемија има веќе меѓу нив, се знаат они од Да, репрезентација. веќе се пријатели, другари, да. Да, ваму мислам дека уште повеќе така се сближи и тоа се гледаше и во игрите што ги прикажува на терен. Да. Какви ви беа противниците? Значи, против кого може би беше потешко, против кого полесно, велите се подготвувавте, може би сте знаеле до некаде што ве чека, ама друго е таму кога ќе отидеш. Какво беше искуството со противниците? Па немаше слаб противник, искрено. Според мене најтешка ни беше четвртфиналето со Романија. Има и тие играчи од репрезентацијата и малце лошо ни почна надпреварот, губевме до негде до средина на надпреварот. Ама после собравме сила и мотивација за победиме, да. Ама вака општо целокупно на сите утакмици не мислам дека имаше некоја екипа што беше лоша, бејќи и од Европа што беа екипите, има репрезентативци што ги знаевме од европското или што не препознале нас. Така да не мислам дека имаше лоша екипа. Да, рековте распоред тежок, ама ајде и останатите да си кажат низ своја призма. На кој надпревар може би се чувствувате дека најмногу сте придонеле, дека имало најмногу атракции, а каде она тешката борба да не се изгуби? Не знам, според мене првите неколку надпревари беа полесни, бидејќи имавме поише енергија, посвежи бевме, сепак последните неколку утакмици, да речам бевме без душа. Посебно последната утакмица, усвари предпоследната утакмица, полуфиналето што го игравме со Италија. Италија игравме и во група, ја добивме во група и ја добивме лесно. Во полуфинале изгубивме 3 или 4 разлика од Италија. И ја мислам дека беше само поради тоа што немавме четврти играчи и што тоа останавме заморот, без душа. Што рековте? Не стигна замор. И што погодија 5 тројки. Ле. Морам да кажам, значи, Добро, добро. на игралиштето дуа нонстоп, уствари дуа ветар. Таму дури надпреварот обично има нели надпревар во забивање и во тројки на вакви турнири. Надпревар во шутирање тројки не се одржа затоа што многу дува ветар. И на такво дување ветар овие не погодија 5 тројки. Така беше. И ете тоа екипа што пред тоа ја добивме во групата. Мислам дека тогаш е заслужено пораз и да игравме со нив пак можда ќе беше така густо да кажам, а иначе Италија во нормални услови одморени како што беше првиот надпревар без проблем може да ги победи. Сега да прашам за тие, за атракциите, за добрите работи на терен. Рековме Стојковиќ Стефан. Го гледавме тоа клипче или грешам сега?
Јас сум Кој беше, да, него кој беше тој со атракциите на Европско во Скопје? Добро. Беше атрактивен клипот, го имаше по социјалните мрежи и така натаму. Дали овде 3-на-3 баскет ви понуди поголема прилика за сите тројца да изведувате такви или слични потези? Па според мене да, бидејќи сме само 6 играчи на терен, мислам дека се отвара теренот повеќе, имаш простор за повеќе да креираш сам. И у 3-на-3 тоа е и целта, 1-на-1, нема многу простор за акции и за местење многу позициона игра. Повешто, побрзо, така Да. побрзи одлуки всушност. Океј, значи сите тројца се согласувавте дека имавте простор да Да. секој да се докаже, покаже. Тројки кој најчесто шутира? Па сите. Со 3-на-3 е истото, сите мора секоја одговорност да преземат. Професоре, дали се нервирате? Интересни ми се ние, има неколку фотографии каде што вие седите, а ваши тимови нели на тайм-аут ве слушаат што зборувате. Дали имате нервоза на надпревари или не? Како Релаксирана имам, атмосфера. Во овие надпревари уште повеќе. Значи, забрането е коучинг, не смееш да збориш, зашто одма еднаш ко опомена, втор пат техничка се дава на другата екипа, шутира слободно и малце гледаат низ прсти или ја ке седнам позади 3-4 реда по таму, викам, затоа уште зарипнат не вака гласот. И потешко е, не смееш едноставно да збориш. Забрането е на тайм-аут исто, ни на тайм-аут не смееш да збориш. Они се собираат и они се договараат од претходно нешто што сме се договорили. Аз пак викам дека трае надпреварот, што треба, како треба да направат нешто ако не оди. Сосема подруго е него од Да, кошаркава регуларно. за да бидеш тренер и уште поише се нервираш зашто не можеш да им кажеш или да си поблиску до нив. Да сугерирате нешто и така. Не може. Да, иначе окей игра деца, не знам повеќето работи што се договаравме правеа. Послушни се? Гледавме, да, па и како да кажам, технички се подковани, добри да знаат кошаркава. И Да, имавте добар и избор тоа на кога играчи, да. правевме екипава, да кажем, јас сакав да бидат сите што знаат све од кошаркава, сите тројца знаат и да шутнат тројка и влие си сите елементи, одлично ги владеат. Вообичаено еве и професионалните спортисти кои што ќе одат таму на истокот знаат во ова поново време да се жалат на се друго освен на финансиите. Значи климатските услови, храната и целокупното функционирање. Имате една добра фотка, имиџот кај што си го сменивте, да се вклопите во атмосфера. Како си поминавте во тој поглед? Што јадевте? Та, На диета бевте. за храната мислам дека највеќе јадевме фестфуд по молови, пошто Така мораше? Да, дека нивната храна малце презачинета, мислам дека за тоа што ние што сме навикнати, ама во поглед на на местото, на градот, на температурата, мислам дека горе доле ни одговараше, бидејќи беше нешто ново што не сме виделе до сега и малце топло за разлика од што залади кај нас. Така да освен храната, мислам се беше друго супер. Сите фастфуд. Поразително ме гледате. Мораше така? Не бива со нивната храна, Не никако бива, не не. бива. Презачинен. Се обидевте, ама Пробавме само ако имаше некаде ако се погодеше стеки ориз чисти, иначе ништо друго. Имаш пица, Мака. макарони, тоа е така, ова другото чист спортски живот, пица, макарони, ама добро, кога мора, нема друго што. од некаде сила да земат затоа што ги чекаат надпревари. Ова ми е сега, професоре, многу важно да го кажеме, затоа што ја работите долги години оваа работа, а знаеме, посебно во поново време, се отвораа често дебатите на кое место е физичко образование, спорт и здравје, генерално во училиштата, уште од основно па во средно. Ќе кажам отворено, мислам дека и многу родители тоа го перцепираат као не мораш да одиш на физичко, мора ли да вежбаш, ужива и така натаму. Некои работи чувствувам дека се обидоа дел од професорите ги променат. Меѓутоа, каков коментар вие ќе дадете за физичко образование порано, значи некогаш и сега? Затоа што еве гледам пред мене спортисти, деца кои тоа го сакаат, тоа го прават. Ама не се тоа сите деца. И па ретки се овакви деца, што да кажем. Јас ако јас ќе зборам за Карев, претпоставам дека и во другите средни училишта така. На почеток на година, обично кога ќе дојат прва година,
пуштаме анкети листови кој што тренира, дали тренира и така натаму, и може ви кажам, од Карев има 1100 ученици, повеќе од 100 ученици не се занимаваат со спорт. Тоа е 10%. Воопшто. Воопшто, значи тоа е катастрофа. Еве, како да кажем, и секоја година све помалку и помалку. Заинтересираноста не мора да тренираат, ама заинтересираноста е за на час, за да вежбаат. Не е, сега да кажеме, разлика од пред 10 години па сега, од пред 2-3 години па до сега е... Голема? Да. Уште не заинтересирани се. Па затоа ве прашав, јас кога ги слушам еве моите родители повозрастните, тие сите коментираат истото што сега го зборувате, дека професорите по физичко биле строги и дека ти нема сакам, не сакам, мораш да вежбаш, мораш телото макар да го држиш во една добра кондиција. На страна ги ставаме оние кои можеби не смеат ради некакви здравствени причини. Зборуваме сега генерално, така. Имате уште ученици што ќе ви речат неќам да вежбам? Не може да некам да вежба, но има врска да дојде на час и да вежба, да носи опрема и да вежба. Иначе не може да има добра оценка, барем кај мене. И сега, ама се си наоѓаат некои причини, зашо не носат опрема или ќе носи опрема, ама се заврти што ќе седне, не ќе да вежба. Све нешто со молење, со сила, демек ај да вежбат. Ретки се ученици во класот, например, не знам, по 5, 6, 10, што сакаат да си вежбат и чека да дојде часот. Порано било 2-3 што не вежбале, а сега е обрат. Мислам дека треба малце поголемо влијание да имаат родителите на децата. Еве, ние ко професори сигурно збориме каква е важноста на физичка активност, на здрав живот. Ја и сега им зборам, не вежбате за мене, вежбате за вас. Утре, без разлика, не е за часот, пред, после часови, некаква физичка активност, на фитнес, да трчаат, да возат точак, било што. Добро, еве, нека бидат дечкиви инспирација за тие што не гледаат, дека... Пример за сите, еве, што гледаат, овие деца треба да бидат пример за сите. Сега нив ќе ги прашам спротивната ситуација. Каде ми рековте дека учите поред одиме? Во кој средно училиште? Академија спортска? Физкултурно. Физкултурно и... Економско. Економско беше Борис, така? Мислам дека ти си најпогоден за ова прашање. Како те перцепираат твоите соученици кои немаат допирна точка со спорт и твоите професори и наставници кои што претпоставувам на моменти мораат да имаат разбирање ако си одсутен, посебно за некакви одсуства, ете првенства европски и така натаму надпревари, или едноставно премор, некоја јако спортско темпо, да се даде шанса, простор, време да научиш, да се подготвиш и така натаму. Како оди? По првите 2 години идев на училиште, ама сега последната година, последната трета и четврта ќе идам вонредно, пошто немав искрено време. Идев, ама не бев некој добар ученик, послабо. И не ме попушта многу. Поради немање време? Да. Да, значи да речеме ти си наутро на тренинг и треба да одиш втора смена на училиште. Да, и после вечерта пак исто тренинг и немам време, се бунам само замор цело време и затоа одлучив да одам вонредно. Ми е многу полесно вака. Имало ли, не барам имења, туку си почувствувал ли да има професори кои што можеби нешто не сакаат да те разберат, туку имаат условно отпор кон тоа, ајбе ти си спортист, сега јас тебе ќе те чекам да научиш. Да. Ти се случило тоа? Повеќето? Да. Професор, ве молам, и вие мора за ова да искоментирате. Што сакам да прашам? Има ученици кои се добри во математика, така, во физика, во некој друг предмет, македонски јазик, и веројатно тие професори ги поддржуваат, се подготвуваат за надпреварување и така натаму. Како што е некој добар во физика, некој е добар во кошарка. Не гледам зашто одредени професори, затоа го пустив прашањето, да имаат отпор према некој што одбрал да биде спортист. А знам дека се случува тоа. Да ви кажем, не знам, ја ќе зборам за Карев, кога почнав да работам, таков беше односот. Ај, спорт мора да учи и така натаму, нема разбирање. Мислам дека последнија неколку години и со мое, како да кажеме, голем напор, објаснување дека го презентираат училиште во градот, државата, малце перцепцијата и на останатите професори према спортистите е смената. Сумо да разговарам лично, значи не може, чека овој тренира, игра за школа, па да има слаби оцени, нешто прави за училиштето, да го промовира и така натаму, така да мислам дека тој однос или на професорите кон спортистите во Карев е супер. Да, успеавте. Нарочно имам поддршка и од директорот,
Андре Манолев, кој исто така обезбедил средства, пол од средствата за настап на оваа Олимпијада, ги обезбеди училиштето Никола Карев. Да? Да, и тоа со голема поддршка на директорот. Така да имаме големо разбирање, барем за учениците од Карев спортисти, имаат големо разбирање и од наставниот кадар и од директорот. Да не бидеме погрешно разбрани, не дека овие деца не треба да учат и не треба Не, да се така, појават да. на настава, туку не треба да бидат ниту дисреспектирани само затоа што нивна главна преокупација е спорт. Само малку разбирање повеќе да имаат професорите за трудот, активностите што ги имаат деца што ги вложуваат. Другите двајца ученици кои што се во спортска атмосфера, како таму се организирани овие нешта? Како види тој баланс меѓу училиште и тренинзи? Па, конкретно кај мене, мислам дека има разбирање од професорите, најмногу и од класниот, што Кој ти е оправдува. класен? Никола. Добро. И мислам дека и имам привилегија за некад покасно да одговарам или покасно да правам тест, поради сега имавме отсуство дека бевме Да, во Бахрейн, или ако имам тренинзи, утакмици битни не можам да стигнам, ми дозволуваат покасно да одговарам или Флексибилност. Да, флексибилност имам. Значи немаш Така да проблеми. не се А жалам. околу напорот? Затоа што вие имате сепак спортски предмети и на училиште до некаде треба да се спортува. Така може би Да. не секојдневно, меѓутоа мора да се спортува. Тоа дали некогаш е пречка? Пример, ако имаш некаков премор од клубски тренинзи, репрезентација, па и на училиште, како тоа се балансира? Па немам премор, кај мене конкретно и дека имаме тренинзи од саба или од школа и се тоа. Ако некогаш се осеќам преморен или не можам да стигнам, е оправдано, пошто за играчи кои као професионално се бават со спортот и за тоа имаат исто флексибилност да одмори некој ден од тука или слично така да Всушност знаат дека ни еден твој ден Да. речиси нема да помине без трчање и Да. без тренинг, нели? Да сме Да. реални. Невозможно е тоа да се случи. Како е во физкултурно? Па, физкултурно, искрено, јас сум презадоволен од односот на професорите, мислам и сите имаат разбирање за активностите што ги имаме надвор од школа. Првата година јас средно ја почнав во Јосип Брос и таму беше малце различно. Односот беше као да ти цело време си на тренинг, а стварно цело време сум на Имаат твоите тренинг. родители проблем, ај ова кажи. Не. Пример да мораат да одат на училиште, па да се објаснуваат каде си бил, по Во оправдани Јосип Брос кога бев, Да, на за тоа почетокот прашувам. имав проблем и требаше оправдување и ја однесов на почетокот оправдување од клуб, ама не било потребно само тоа, требало уште нешто, ама не можело цело време да имам обврски од тренинг. И на почетокот беше малце попроблематично, ама решивме да се префрлам во физкултурно и тука е се окей. Да. Добро, ете уште еден доказ дека тие спортски училишта имаат можеби малку поинаков концепт и логично полесно да работите. Добро, ќе видиме значи дали јуначки до крај ќе се издржи. Сите сте матуранти, така? Да. Сите? Добро. Значи при крај сте, претпоставам дека нема да има проблеми. Професор, има ли некои од нашиве најпознати атрактивни спортски имиња што ви били ученици? Па има Што ги знае јавноста, еве? Добра во прва лига во кошарка, пошто јас кошарка ги водам, ги знам кои се еве што играат. Иначе имало многу во одбојка во женските има сигурно едно десетина што играат во прва лига што учеле во Карев. Ракомет исто имаме добри екипи и машки и женски. Се јас не ги знам пошто колешките ги водат тие спортови, не ги знам по име и презиме, ама знам сигурно може десетина ученици има и од Карев и во ракометот. Имаме доста и фудбалери што играат еве младенски репрезентативци, има во многу спортови. Каратисти сега што се државни прваци исто учеле во Карев, не знам, тенис. Во многу спортови од Карев сме државни прваци. Имате причина да се гордеете со вашите ученици и сигурно е задоволство да бидете и вие дел од целиот тој мозаик што е нивен спортски успех. Уште колку време ќе работите како професор?
Па сега како што законов уште година и пол отприлика. Какво ви е чувството во тој поглед? Ќе биде ли лесно или тешко да се пензионирате? Не знам, јас во Карев колку професор сум 20 години, 21, работам во Карев, пред тоа 15 години работев како тренер во кошаркава, професионално и цел живот ми е со баскетот во раце. 50 години сум со таа топка во раце. Научен сум, не знам, да работам секој ден или цело време да бидам со кошаркава, сега како, не знам, нешто ќе најдам, нешто да може пак да ми биде поврзано со спортот. Ама верувам дека на тимот во Карев со сигурност вие ќе му недостасувате. Особено што, реков, јавноста ве знае, вие сте и наградувана личност за вашиот придонес во спортот и училишниот спорт. Објективно да ми кажете, ќе има ли кој да ве наследи? Не само вас лично, туку и вашите генерации на професори кои некако има, нема ми се налутите, по old school, ќе го наречам, пристап кон работата. Не знам, неблагодарно да зборам се, не знам. Навистина треба човек да се посвети, не е само да отидеш да ги држиш часовите и се вратиш дома. Треба да останеш некојаш и да дојдеш и пред часови, да останеш и после часови. Јас сега не знам, мислам дека после Тино што беше тука кај вас, нели, за 3x3 баскет, неговата генерација беа трети во Македонија, после тоа беа први, не знам, едно 5, 6, 7 години поред, први се на државно. Од Карев кошаркарите. Исто тогаш има вака проблем да не можам да ги соберам, па еднаш од 10 до 12 навечер тренирав. Например, тоа 2-3 пати. Кога се сака, се може. Памтам тоаш директорка да ми га шо правиш. И после 3 дена деца ви го однесува пекарот од државно, еве ти викам, тоа е. Значи треба се работи, јас не знам кој како по школи, има колеги што имаат амбиции, што сакаат да работат, као и секоја струка, има некои што гледаат само да си ги одржат часовите, има некои што се посветени на работата и така. Добро, значи не само децата, и вие останувате и се надевам ќе бидете добар пример за помладите, кои што ви се колеги, имаат од кого да научат, нема оправдување. Интересно ми беше, пред да се вклучат камерите, ми рековте, може би уште година и пол имам, ама имам планови уште. Уште надпреварувања. Да, па сега кога бев во Бахрин ми рекоа дека ќе има Европско Србија до година за повторно. Близу ни е, тоа е дополнителен плюс. Да, и до година во април мислам дека ќе биде. И тоа да пробаме уште еднаш ке Европско да освоиме, да направиме добра екипа. За жал овие деца нема да можат. Ќе барате помладите генерации. Ќе бидат 2007 и помлади, мислам дека и тоа годиште има добри деца во Скопје, дека може да направиме добра екипа. И така. Значи, амбиции до крај. Тоа, затоа го постави прашањето. До крај, амбиција над преварување. Не знам, јас барем во спортот така си поставам некои предизвици, така терам, некој почна да работам кошаркава, а и да бидам, не знам, со девојчињата да освоиме јуниорско, па ај младинско, па ај да освојам и куп и титула, и тоа 3 пати. Освои, па ај у репрезентација, и тоа по мене, у школа кога дојдов исто. Така да, не знам, 2019 отидовме од Карев екипа исто на светско првенство. 8 место освоивме од 32 екипи. Лани беше европското исто. Прво место пред 2 години на Олимпијада во Франција, 5 место во баскет. И така се, јас како човек така си поставам некои предизвици и се гледам да ги отстварам ако може, а со вакви деца може. Сега децата ќе кажат за професорот. Значи, знам за сите тројца дека веројатно доволно сте возрастни, сте имали искуство со различни тренери до сега, па и професори, и можете да правите веќе разлика кој каков е. Може некако да се опише професор Венци, не знам кои му се главни принципи, што може да знае да го изнервира, што му е најважно од ваша страна да биде исполнето? Па, според мене, ја мислам професорот дека знае како треба. Мислам, толку многу искуство, знае у момент да биде и сериозен кога треба и да се насмее. И би рекол дека секогаш има разбирање за нас. Ние кратко време сме заедно, 2,5 месеци. Се гледаме вака почесто, ама секогаш има разбирање и секогаш гледал што е најдобро за нас.
освен репрезентација, како на клубски план сте задоволни? Што се случува? Па, јас сум задоволен. Сезонава е, да кажам, прва кај што имам некоја улога во сениорскиот тим во прва лига. Во клуб само кажи Да, за да... во Вардар. Во Вардар, да, за нагледачите да им е јасно. Пред тоа во младинските категории бев презадоволен, имавме освоено 2 пати М18. Зашто на кај вас гледа? Подобар од вас бил. Тоа е цела работа. Кажете си, ајде брзо. Финали играме. Не, дека двете екипи им ги тепавме така да ги потсетам. Ќе кажат, сега ќе дојдат на ред, ама добро. Сега за сениорската екипа сум исто задоволен, вака како млад играч добивам шанса. Дали ти е тешко, како функционираш и со повозрасните, има ли колегијалност, може ли да се научи да... Уште предходните и предходната сезона и предпретходната сезона сум дел од сениорскиот тим. Повеќе за тренинг не добивав толку шанса во игра, сепак бев помал. И мислам дека може да се научи од постарите играчи и дури од играчите што ни доаѓаат од странство. Ама конкретно за сезона сум задоволен, добивам и шанса, и тренирам. Што тоа е важно, така минути на паркет сепак значат најмногу на младите играчи, а и рано е, така имаме уште од сезонава, така да прогнози е рано да даваме. Така толку подобри биле што сте губеле вие останатите? Толку подобри. Па секад било близко. Мислам, у сезона ќе ги добиеме, па ќе не дојдат, ама ето, лани им се посреќа. Не мислам дека не се посреќа, ама. Види, еден е победник, тоа е. Среќа, несреќа, знаење, незнаење, еден е победник, но добро. Кажете ми сега за вас на клубски план што и како ви се случува? Па, јас сум дел од Феникс и морам да му се заблагодарам на тренерот Денис, што ете у добри односи е со професорот Венци. Затоа ти отиде на одобри ова патување за репрезентација и искрено имаме одлични припреми и оваа година исто така како Сергеј имам и добра улога во тимот, дојува минути на паркет и сум задоволен. Да, предпоставам дека на сите до некаде и ви помогна тоа европско во Скопје, некако чувството дека многу подобро си ги најдовте своите места и тоа е супер работа. За сите важи истото? Да? Какво е секојдневието на клубски план? Па јас сум дел од тимот на Вонда Санска, тренер од Горан, што беше во претходната епизода, дел од тренер на репрезентацијата. Искрено, многу е добро. Мислам, 3 години сум во сениорскиот тим, ама секоја година имам подобра минутажа. Игра исто така младинско. Секоја година губив од финале од Сергеј, ама го тепав Стефан во полуфинале 2 години поред. Штефан е во оваа позиција најоштетен со тоа младинско, ама добро, сега сите одите кон сениори, посериозна станува работава, чекај, допрва ќе видиме, ќе гледаме што и како. Океј, добро, осо насмевка прифаќа. Тоа исто добро прашање, вообичаено ги прашувам спортистите, тоа поразите знаат за дел од спортистите многу тежок момент да бидат. Значи дел така, полесно ќе поднесат пораз, па ајде ќе се преброди целата ситуација, ама дел не бива, тој пораз се памти, па боли, па тешко се поднесува. Ај се прво за оваа екипа. Како после пораз? Па, депресии, нервози или полесно преминува? Имаше мала нервоза после полуфиналето со Италија, пошто таа ни беше најбитна утакмица. Ако ја поминавме Италија, имавме сигурен медал. И тоа мислам дека беше најболна повреда, ама сепак на нас не беше јасно дека помалци играчи, повеќе утакмици и дека тоа беше толку можев. Зошто не можевте всушност да објасниме на гледачите да најдете друг четврти играч замена? Многу доцна се случи да? Доцна се случи да откаже четвртиот играч. Поради клубски обврски? Да, и треба да се извади. Значи виза, акредитација, па имаше подпишување изјави, они подпишуваат за допинг, за снимање, за сликање и таа процедура цела за да се заврши, за да замениш играч, немаше време да се направи тоа. И решиме вака да отидем. Иначе за ова, без да не заборам, финалето, последниот ден кој игравме, колку завршиме? 4-5, така беше? Па не знам, не прашите го Сергеј кога не отидоам на затварање, ги пуштив да го соба. Ја мислам, другиот ден са бали у 9 стана. Само да ви кажем колку беше напорно тој цел ден. Беа преморени, 20 сата легнување и одмор. спија, не знам колку спија после тоа.
Добро, искуство плюс. Ама ми се допаѓа што не сте се откажале да речете немаме играч, не одиме таму. Не, Тоа би тома било работа, не. катастрофа. Ова Не, вака. не. Кажете ми ја приказната со судијата, имаше некоја приказна што сакавте ми ја кажете од И па од да, гимназијата? Кристијан Кестев беше дел од нашава, како да кажам, репрезентација што отидовме таму, како судија и тој доби да го суди финалето. 2 дена пред тоа вика овој гарант ќе ме тера, вика ки искочи, ама боле да не судам финале, вие да играте. За жал обратно излезе, он го судеше финалето, што е исто така голем успех. Да. Затоа што таму имаше и FIBA 3x3 суди. Например, Кристијан не е FIBA 3x3 суди, а сепак заради неговото добро судење таму му да суди машкото финале. Сигурно ќе се добие поени во нивните очи, е значајно кога... Најверојатно и тука и во судиска организација што е кај нас и така. Сега да кажете искрено дали сте популарни. Професорот тебе да каже кога ќе имавте тренинзи, има пред врата девојчиња? Не, навечер доаѓаат. Многу касно и вие, нема смисла. Не знаеа дека доаѓаат. Така да не знам, у клубови кај што има тренинзи, може да таму ги чекаат, не знам. Знам дека сигурно некој не би рекол за себе да многу сум популарен, него навистина дали се смени нешто во тој поглед, знае ли да се случи па и во училишта, ама и надвор, да дојдат луѓе да ви придат, да прокоментираат, ете тие што следат кошарка, предпоставам веќе ве знаат. Да сме реални сега. Да? Да. Значи ова значи популарен сум, да. Па не баш. Каде најчесто, не еве сериозно, каде најчесто се дискутира за кошарка, во те прашуваат на темиве? Тоа се малски теми поише? Па пример не, јас не сум од Скопје, од Свети Николе сум, таму кога се отидам, пример кога освоив, скоро секој ме сопре да ми каже честито и ме не знам. Беше као чудно ме беше, ама заслужувам што. Заслужено, тоа ќе речев. Колку и да е чудно, е заслужено. Но добро ми се допаѓа таа доблест кога некој приоѓа и признава и честито успех. Тоа така треба да биде? Другите? Па не се сметам како популарен. Мислам, после тој успехот што го имавме летово, нормално дека имаше малце еуфорија и дека као слушна да речам за нас. Ама освен тие неколку дена што бевме вака, исто како сега што сме тука во телевизија и неколку други случувања, немаше ништо друго. А јас пред да кажам, заборавив за тимскиот дел да го поздравам тренерот Јованчев и да му се заблагодарам за шансата во прва лига и што тренирам со првиот тим. Он те направи популарен? Не, он ми даде шанса и како станам играч, дај Боже, он ме направил играч, да кажам, пошто со него долги години работам и тренирам. А за популарноста, па не мислам за себе дека сум популарен, ама кога го освоивме европското, имаше ситуации најчесто кај што мали деца, да кажам во Мало или не Скопје, што ги гледале утакмиците ми преоѓа и после финалето, мислам дека на цел тим најмногу малите деца бараа слика или да им се даде нешто. Мислам дека на нив највеќе влијаеше, да кажам, како популарност, ама пак не сметам дека сум популарен. Знаци за крај добивам, нема да завршиме пред да прашам што друго сакате и што друго правите освен кошарка. Значи, кој има слободно време, што се прави? Сега, да чујам дали ќе кажеш гейминг. Не. Добро. Никогаш не сум бил по компјутери или игри. Сега со друштво некада го седнеме, знам и убаво ми, ама вака општо не знам, да излезам со другарите, со девојками. Затоа професорот закажувал у 9 вечер тренинзи, за да нема проблеми. Сега сваќам. Се шалам, значи излегување, дружење? Да, немам некоја конкретна, сега што цело време би правил кога имам слободно време. Ја исто како Сергеј, мислам, не сум на гейминг многу. Преферирам социјален живот, нели, искачање надвор и да сум со други луѓе околу мене цело време. Дружба. Одење дома, си одиш често кога имаш прилика или најмногу време? Имам прилика, ама ретко еднаш у месецот кога си отидам. Ретко е? Така, да. Таму идам само за фамилијата, за другарите си идам и толку. Ама таму е вистински одмор. Знаеш како викаат за спортистите, што е најголема награда за еден спортист? Да оди да си легна дома у свој кревет и да јаде домашна храна, да не биде у карантин. Дечки, ви благодарам многу, да не заборавам само дека добив внимание и подарок, сум благодарна многу. Ова од Бахрейн, така рековте? Ова нема го пробаме сега ради фризурата, ама тука има и
убави еве ги сувенири што ми значат и ќе ги зачуваме во Fairplay во Телма и тука ќе си ги ставиме. Ќе не бидат дел од колекцијата. Ви посакувам на сите добро здравје. На спортистите има тоа најпотребно, да бидете добри, живи, здрави, да се радуваме на ваши успеси. Имате време пред вас. Професоре, ако е последна официјална година, нека биде еве најдобра, најуспешна, зашто да не? Со учениците. Здравје, не знам, ќе видим. Може ќе сменат законот па да не идам у пензија. Тоа вас не би ви дошло лошо. Не е дошло. Не се сомневам дека ќе придонесувате за спортот без разлика на пензијата, но ви благодарам уште еднаш што одвоивте време и што дојдовте. Благодарам. Благодарам многу. Јас посакувам нашите средношколци, генерално спортисти, да имаат уште нови прилики и да ги искористат, за да не радуваат, да не представат во добро светло каде и да се надпреваруваат, а се разбира овде ќе има простор за да ги споделиме сите тие нешта. Вам ви благодарам што гледате Fairplay и се гледаме следната недела.